Беровскиот огранок на ВМРО ДПМН за директор на здравствениот дом предлага правник од општината. Ако помине, буџетот месечно ќе страда за околу 150.000 денари, коментираат упатени. Зошто огранокот инсистира на кадар од надвор и оптеретување на буџетот, кога во исто време, поради рестрикција на трошоци ширум државата, се отпуштаат организационите директори. Здравствениот дом од Берово го водеа внатрешни стручни кадри, во кој период се сменија 3 или 4 директори и го доведоа домот на самото дно со нивното раководење. Место за помош и услуга на граѓаните, здравствениот дом во Берово стана место на интриги, криминал и нарушени меѓучовечки односи. А човечкиот живот и помошта на луѓето нема цена, па така мислам дека немате право да, или тие што кажуваат, немаат право да зборуваат за некои додатни трошоци. Помина времето на криминални, неодговорни и алчни раководители. Сега е време на вредни, честни и работливи луѓе кои ќе ја вратат довербата во институцијата и во државата. Во меѓувреме, намерата во здравствениот дом во Берово да се инсталира директор од надвор воопшто не им се допаѓа на вработените. Изненадени сме од оваа намера и реагираме во интерес на институцијата, низиното добро работење, заштита на нашиот професионален интегритет, кој на овој начин се урива, но и од практични причини. Лице, од страна на буџетот и граѓаните, ќе ги чини многу. Што на ова вели првиот човек на Беровскиот огранок Каракутовски? Со поголем дел од докторите е разговарано, со секој лично разговарано доктор и изразија желба да се назначи надворешен директор поради нарушени односи внатре меѓу самите нив. Пошто овие години пробаа со внатрешни директори, таму општ хаос, значи нити хитно функционира, има комбиња нови што се расипани, никој не обрача внимание, фали персонал, значи со тројца шофери хитната помош функционира цело време, значи голем недостиг на кадар. Сепак, доколку нешто да не се постават како што треба во двете насоки, во Беровскиот огранок нема да биде како досега, велат засегнати. Јавно ќе проговориме за овие и други проблеми кои не смеат да продолжат. Изборната победа е на граѓаните, а не на поединци од партијата. Велат нашите соговорници.